Јавните предпријатија во државата се во исклучително лоша финансиска состојба, а дел од нив претежно во иселените и испразнетите рурални средини се пред банкрот. Тие веќе нема од кого да наплатат за своите услуги, но иако бројот на жители се намалува, сепак повеќето од овие локални предпријатија имаат превработеност. Ова се дел од наодите во извештајот за следење на материјалното и финансиското работење на институциите од јавниот сектор на Центарот за управување со промени, откаде велат дека потребни се системски решенија и окрупнување на услугите за граѓаните во определени региони. Со тек на време им се намалуваат корисниците. Јавните предпријатија на времето кои што имале по 7-8 илјади корисници, поради процесот на иселување сега се доведени до 2000 до 3000 корисника, што значи огромно преполувување на средствата и веќе се на работна рентабилност. Значи голем дел од нив се пред започнување на ликвидациони постапки, односно не можат да си ги реализираат, и ова е нешто што е алармантно и мора да се размисли системски да се реши овој проблем, затоа што се работи за клучните услуги. Значи ќе почнеме да немаме услуги од типот на комунални услуги и испорака на вода. Во некои од социјалните установи има огромен број на вработени, а нема корисници на социјални услуги, па реализацијата на буџетот за плати е 10 пати поголем од реализацијата на буџетот за услуги. Некаде пак состојбата е обратна, односно нема доволно вработени за да ги обслужат сите корисници. Институциите ги чувствуваат овие проблеми, значи ги чувствуваат во смисла на испорака на она што треба да биде резултат од нивното работење, бидејќи кога ќе ги погледнете финансиските нивни извештаи, можете да видите дека голем дел од нив се однесуваат на плати, многу мал дел во капиталните расходи, можете да видите реализација на активностите, што исто така говори за ефикасноста на институциите. Ова се отприлика состојбите во овој дел. Анализите за управувачките структури на јавните предпријатија на Центарот за управување со промени покажуваат дека повеќето од половина директори се вршители на должност, со што се заобиколува транспарентна постапка за избор и исполнувањето на ионака минималните услови за оваа функција. Законот не пропишува процедура за оценка на работата на директорот, ниту последици за лошата работа.